Струмица организираше голем протест против аерозагадувањето и илјадници граѓани излегоа на улиците и порачаа дека нема да толерираат повеќе загаден амбиентален воздух. Во оваа прилика за резултатите од протестот и следните чекори кои што ќе ги преземат како екоактивисти, разговараме со Ѓорги Танушев од Здрава Котлина. Танушев, на почетокот да ни кажете колку сте задоволни од излезноста на протестот, но и од реакциите на локалната власт со оглед дека неколку дена по протестот вие веќе имавте средба со одговорните во општина Струмица. Што се договоривте и дали има веќе конкретни чекори од таа средба? Навистина протестот беше успешен. Значи, на тој протест имаше испорачени барања до централната и локалната власт. Локалната власт реагираше следниот ден, значи понеделникот практично последен ден. И имавме состанок со градоначалникот и одговорните на службите. Јас бев представник од Здрава Котлина и ги разгледувавме барањата што се соодветни за локалната самоуправа. Голем дел од тие барања и веќе беа познати, зашто низ годините наназад се скоро истите, со тоа што сега се дополнети со уште некои дополнителни и има одредени рокови со цел ова да биде еден цел пакет кој што ќе може да направи некаква разлика, ако не друго, барем на краткорочен период, за да се разбудат работиве и да мрднат од мртва точка. Зошто е мртва точка? Затоа што досега ефективно немаше никакво влијание, целиот институционален капацитет што треба да функционира не резултираше со никаков резултат. Немаше ефекти. И затоа Струмица е најзагаден град, а не треба да е најзагаден град. Сепак Струмица има предности кои што другите градови ги немаат, а ете пак сме најзагаден град. Така што може би институциите некако функционирање, но тоа не се гледаше, тоа немаше ефект, немаше казна. И од тоа нема бегање. Сега, сите што беа присутни на протестот си беа повикани. Секој како граѓанин треба и може да излезе на протест, а понатаму кој каква функција и одговорност има во општеството, ќе си преземе на друг начин. Така што сите се добродојдени на протестите, но она што граѓаните многу ги револтира е зошто до сега не се преземале тие работи. Бидејќи сепак ова не е преку ноќи. Сега нешто воредна ситуација се случи, не, тук напротив, значи ова со години трае и еве се разбудија конечно и почнува да има некакви ефекти. И порано сте ги повикувале локалните власти и централните, се разбира, да реагираат за аерозагадувањето, но овој пат имаме некако многу побрзи реакции. Дали протестот е всушност сето она што ги мотивира толку брзо да одговорат на повикот на граѓаните? Реално, јас мислам дека ние секоја година го зборуваме истото, дури се смеам некогаш кога давам интервју баш за тие работи, дека е трагикомично. Од една страна ги зборуваме истите работи секоја година и ништо не се случува, од друга страна зборуваме за сериозни работи. Значи, не може да ги пренабегнеме моментиве дека во одреден период ќе сме сериозни за загадување, а друг период само ќе ветуваме нешто и пак нели секоја година ќе го повтараме истото. Сега што се случи, што е различното? Излезе народ. И тоа е разликата. Значи јавниот притисок дава резултати. А впрочем тоа не треба да ни изненадува нас во Македонија, затоа што сепак сите работи кај нас се случуваат по јавен притисок. За жал. Институционалниот капацитет на бркање на работи трае некое време, може би на почеток на одредени постави, именувања и така натаму, но тоа многу брзо го снемува. Тој елан за работа го снемува. Она што треба фактички да се случува, треба граѓаните да бидат постојано гласни, јасни, да се ги барат правата и не смееме да дозволиме заради некој или нешто, особено не заради профитерски мотивации, да се доведуваме во ситуација нашите млади да имаат проблеми со здравјето, нашите стари да не смеат од дома да излезат, да се затворени, сите ние да туфкаме по Facebook и ништо да направиме. Значи, акцијата има ефекти. Се оно што излезе надвор, се оно што придонесе
да бидат слушнати барањата, придонесува во исто време и да почнуваат да се реализираат. Ова е само најава. Ние во понеделник се видовме со службите, но оставаме простор, една неделя што ќе се случи, како ќе се мрднат работиве. И будно внимаваме, можеби нема да реагираме веднаш, но по една неделя дефинитивно ќе имаме фидбек доволен за да знаеме што понатаму. Дали уште протести, бидејќи наредните протести, ако ги закажеме, ќе бидат уште помасовни. Луѓето очекуваат конкретни дела, конкретни резултати. Ние спомнавме само првите неколку можни загадувачи кои што и tekako имаат капацитет да ја заградат Струмица и веројатно тој го прават. И тоа е посебен проблем. Но свеста до сите треба да допре дека се она што се случува има ефект на сите. Или ќе излеземе и ќе зборуваме, или ќе молчиме и ќе се труеме. Изборот е на граѓаните. Очекувавте ли волкава излезност? Имаше силни реакции на социјалните мрежи додека објавувавте дека ќе се организира протест, меѓутоа дали тоа е бројката што ја вие предвидовте и се разбира дали имаше притисоци при организирањето на протестот? Притисоци за неизлегување немаше, тоа морам да го спомнам, напротив, од она што имаше како реакција, сите очекуваа веднаш да излезат и да направат разлика помеѓу останативе протести и овој. И тоа се случи на крај на ден. Во позадина, значи, имаше нејасноти како ќе биде, што ќе биде, ама тоа се редовни организациони работи кои што се случуваат. Но што е различното? Тоа што уште од старт се гледаше дека луѓето имаат мотивација да излезат и луѓето излегува. Политичките партии реагираат како се реагираат. Но факт е дека сите што излегува, сите што беа присутни таму, без разлика на тоа кој е локална, кој е централна власт, кој има функција, кој нема функција, тие видео нешто многу интересно. Видео дека излегува обичен народ, излегуваат луѓе, родители со деца, излегуваат луѓе што обично ги нема на партиските собери. Таа разлика е многу битна, многу клучна, бидејќи пристапот до тие луѓе во сегашните политички околности е скоро невозможен да стигнете вие до нив и да ги натерате да излезат надвор. И тоа е она што ги мотивира политичките партии сериозно да ја третираат оваа тема и веројатно за тоа ќе има и ефекти некакви. Мене ми е мило што граѓаните излегува и сакам да појаснам дека без разлика на тоа што имаше и одреден револт, морам да кажам, од она што ги видоа одредени функционери таму или бизнисмени, сепак и тие се граѓани и она што беше различно до сега, да кажем, можевме сите да се погледнеме во очи и да зборуваме отворено за тоа што на тој протест се кажуваат работиве со име и со презиме. Не беа општи работиве и така ќе продолжат. Ние во наредниот период, значи ќе зборуваме со имиња, со презимиња, со слики, конкретни дела, бидејќи заврши тоа време на општа одговорност. Секој од нас има име и презиме и за се нешто што има направено ќе си сноси одговорност, дали кривична, дали морална, дали јавноста ќе го гледа и тоа е едно од работиве што мора да ги смениме кај нас, инаку ќе се останеме како до сега загадени. На протестот се појавија граѓаните, но и повиканите. Имаше представници од двете најголеми политички партии, од централната и од локалната власт. Некои од граѓаните реагираа дека наместо да протестираат, институциите требало да делуваат. Како вие, како организатори на протестот, гледате на нивното присуство? На присуството на сите, како активисти кои што сте ги ставале постојано на тапет и се одзваа на протестот. А може би до сега пак не реагирале на повиците? Знаете што? Има интересен тренд. Значи, минатава година кога протестиравме за спојувањето на двете концесии на потенцијалниот рудник Илица Штука, се појавија двете министрики што гласаа во влада за таа тема. И поминаа како што поминаа на протестот. И таму, пак ќе кажем, политичари имаше од сите. Беа присутни високо рангирани политичари со политички членства. Но најмногу имаше луѓе, обичен народ.
Понатаму правевме протест во Ново Село. Значи, градоначалникот на Ново Село се појави и лично се поздрави со сите луѓе, дали тоа е форма на притисок, суптилен притисок, тоа оставам на граѓаните сами да проценат, но беше таму. И ете, ништо не му се случи, помина како ќе помина. Значи, он си знае како помина. Еве сега истото се случува. Тоа е некој модерен тренд да оние што се одговорни излегуваат на ова, веројатно да ги чујат од блиско работиве. Јас морам да кажем дека еве и јас сум советник, јас ги повиках моите колеги во советот да присуствуваат на протестот, да ги чујат работиве како што се, затоа што се запрепастувачки и да донесеме, со цел да донесеме некакви решенија за промена. Таму покрај советот гледам дека имаше политичари и пратеници, имаше градоначалници, практично помалку од сите имаше, но што е разликата? Најмногу имаше обичен народ. Тоа не треба да го заборавиме. Обичниот народ има реакции, против кого протестираат, кога ги гледаат сите на едно место. Сега, имаме избор. Ако веќе присутни не можат да кажат не бевме, не знаеме, не чувме, него го гледат директно револта што беше таму присутен. Пошто таму имаше и свиркување, имаше уа викање, така. Ако сакат во следниот период тоа да се зголеми и да продолжи, нема да реагираат, како досега, што не реагира. Но сега, еве, имат шанса да направат промена. Затоа што на крај на ден, оно што се рачуна се крајните резултати, ефектите. Дали ќе почнат да се менуваат работиви или не. Ако не, нормално дека ќе мора и ние да реагираме пожестоко, повеќе, помасовно, со по други активности кои тогаш би предизвикале други ефекти. Но оно што засега е битно е да се каже дека народот преку глава му е од ветување. Ветување за ова, ветување за ова. Секој нешто почнува на ке, а како завршува сите знаеме. Едноставно, ако вие сте власт, независно дали сте локална, централна, вие сте избрани и ги имате сите механизми на државата да реагирате. Ако тоа подразбира да соработувате едни со други, тоа мора да го правите. Без разлика на вашите политички убедувања, спротивности или што ја знам. Граѓаните ве бираат да функционирате заедно. Не да се расправате, не да покажувате еден со друг на прст, него да има ефект. Затоа што, ако ова не се случува, тогаш граѓаните ќе морат сериозно да размислат на следните избори, какви и да се тие избори, што и да се, дали ќе ви веруваат или нема да ви веруваат. Нашата мерка за неакција, нашата мерка за пасивност, нашето молчење е многу гласно, затоа што сите сакаат да не бидат истакнати напред, но тоа пак ќе предизвика проблемите да се зголемат. До кога? Значи, конкретно е пресметано дека загадувањето кошта човечки живот. Загадувањето го нарушува квалитетот на животите и кога сте живи, нели? Болести, коморбидитети, разноразни лекови, обтоварувања на домашниот буџет со се нешто и на крај загуба на човечки животи. Зошто? Заради тоа што молчиме и се не сакаме да натратиме некој што е моќен, бизнисмен да речеме, што може и така лесно да стави филтри или да смени процеси, па на крајниот ден и да престане да работи ако не постои техничка можност за тоа. Така да човечкиот живот и здравјето нема цена во однос на овие прашања, но вината што потенцијално сакам да ја нагласам е тоа што до сега сите молчиме. Никој не сака да биде изложен да биде првиот што ќе каже. Ние преземаме таков ризик и еве гласно кажуваме. До тука беше. Нема понатаму. Или ќе менуваме или ќе се селиме сите од тука. Друг избор нема. Се случија низа вонредни инспекцијски надзори од локалната инспекторка за животна средина. Сметате ли дека притисокот од протестот го направи потребното влијание? Тоа е интересна ситуација, мора да кажем, затоа што де факто имало време, имало простор, ништо не е сменето од вчера до денес, што се вика, исти се законите. Значи, оно што можело и се прави, еве, овие 2 дена, можело да се прави изминативе години.
но ете не се правило. Или не било видливо тоа. Но очигледно не е ефикасно и да се правило, нема резултати. Струмица уште не е загаден град. Се уште имаме нивоа на сулфур диоксид, се уште имаме високо загадување, кое што се надам ќе се промени. Јас разбирам дека борбата со загадувањето не може да даде резултати преку ноќ. Тоа е сосема реално. Никаде тоа не се нема случајно. Но оно што е битно е што ако не се почне да се работи, никош нема ни да стигнеме до тој момент да имаме намалено загадување. Инспекторите, односно можем да кажем инспекторката, имаме само една инспекторка. Една инспекторка е премалку за општина каде што имаме 6 фирми кои што имаат А интегрирана дозвола, еколошка дозвола, имаме некаде околу 15 Б интегрирани дозволи и имаме некаде над 450 елаборати. Значи фирми што имаат елаборат за заштита на животна средина. Сега, локалните инспектори може да прават инспекции само кај Б интегрирани дозволи и кај фирмите што имаат елаборати за заштита на животна средина. Локалните инспектори не прават инспекции во А категорија. Тоа го прави Државниот инспекторат за животна средина. Оно што локалните можат и треба да го прават е оно што почна да ги прават работиви, да казнуваат, затоа што ако од сите овие наброени цифри да речеме, огромен дел, да не кажам над 95%, немаат никакви филтри. На хартија треба да имаат, немаат. А некојаш дури на хартија немаат, што е апсурд и тоа апсолутно мора да се промени. Ревизијата на сите тие елаборати, на сите тие дозволи мора да оди за сите, бидејќи некои од нив се издадени пред 30 години. Замислете сега пред 30 години работело некаков погон, не е веројатно, не е сосема веројатно дека тој погон и сега работи во ист обем. Веројатно е проширен ако работи, ако не работи згаснава фирмата, нели? Но промени мора да има. Особено затоа што имаме индиции дека одредени фирми ниту имаат елаборати и работат вака на диво, ниту пак се соодветни. Значи можеби веќе поднос на капацитетот на минале да бидат со елаборати мора да одат со Б категорија, бидејќи се големи за да бидат само со елаборати, но и тоа не се случува. Па некои од нив дури се влезени во судски постапки и сега се ни таму ни ваму, а си работат, знаете, загадуваат, немаат филтри и галја си немаат. Таквите постапки сите мора да се изложат јавно, затоа што ако до сега не се решавале работиве, тогаш јавноста нека знае барем кои се тие, па да не излезе утре дека сите се исти, нели? Не се сите исти, некои инвестираат во филтри, некои не. Но принципот треба да биде за сите, независно вие од која категорија на загадува се, дали сте А, Б или елаборат, вие мора да имате просто филтри. А особено ако вашиот процес на работа во рамки на фирмата не постои достапна техника која што може да го заштити населението од загадување, тогаш мора да престанете да работите додека не се овозмеш таква активност. Затоа што пред се, ако ние не си ги почитуваме законите, зошто да ги почитуваме за се останато? Нема да плаќаме даноци, нема да правиме ништо, значи анархија ќе стане. А ова директно удира на здравјето и животот на луѓето. Морам да посочам, пак ќе кажам, еден инспектор е премалце. Ние бараме минимум уште дополнителни 4 инспектори да се вработат во општина Струмица, локални инспектори со цел да можат ефективно да ги поминуваат сите овие фирми, ефективно да работат и да бидат транспарентни. Ние во Советот донесовме локален пропис со кој што општината го задолжи градоначалникот на секој 6 месеци да дава извештај за работата на сите инспекцијски служби и плюс еднаш годишно да прави форум директно со граѓаните и инспекцијскиот сектор. Значи, на едно место собрани сите инспектори, а од другата страна граѓаните и прашуваат директно за разни работи што нив ги интересираат. Тоа го донесовме во август 2022, но до ден денес се уште го немаме имплементирано никогаш. И тоа мора да го направиме што побрзо. Бидејќи ни е локален пропис, ако ние не си го почитуваме прописот, што останало за сите останати, значи не може да има селективност на примена на законот.
Веќе гледаме конкретни чекори од локалната власт, но знаеме дека проблемот со загадувањето има своји надлежности кај централната власт, особено кај Министерството за животна средина и просторно планирање. Дали ве контактирале? Има ли некакви чекори преземено од нивна страна? За сега нема, но очекувам и информацијата малце покасно да дојде кај нив, зашто сепак се централна власт на ниво на цела држава се, но следат. Тоа што знаме дека следат, дека гледаат, дека не им е сеедно, особено поради тоа што излегува народ. Ако го излегува народ, никому не му е сеедно. И очекувам и од нивна страна да ги забрзат и да ги постават сите оние работи кои што од нив се барат. Особено во делот на законската сфера, значи тука ќе потенцирам подитно да не го кријат законот за индустријски емисии, него да го донесат. Тоа веќе со години го бараме. И претходната гарнитура што беше го зборевме, но не го донесе. Овие сега што се нова гарнитура мора да имат слух и да го донесат тој закон, не да го остават после X период да дојде. Донесете го вие денес во парламент, изгласете го, па нека има пределен период, не знам, од 2 години за да се прилагат сите. Но донесете го. Еднаш кога ќе го донесете законот, веќе е поинаку. Нема потреба сега да чекаме 2 години, тогаш ќе го носиме и прашање како ќе го носиме, ако го носиме, па тогаш може ќе има дополнителен период за прилагодување. Не, сега да донесете го, сега направите ги тие работи, за да имаме сигурност дека ќе ги почитувате желбите на народот, а народот тоа го бара, веќе со години го бара. Исто така морам да нагласам, опремувањето на централната лабораторија, особено со акредитирање на методите кои се однесуваат на мерења поврзани со воздушно загадување, веднаш мора да бидат. Тоа го збориме исто со години и ние сега плаќаме пари на приватни фирми кои што се подложени и текако на корупција, мислам 3-4 фирми во Македонија се вкупно што прават. И сега замислете го апсурдот, сите тие фирми потврдуваат дека ништо не е загадено, дека се е како што треба, а резултативе ги гледаме какви се. И текако е загаден. Значи не може и волкот сит и овците на број. Затоа, тој што треба да ги сноси последиците во случајот народ, легитимно си бара да се почитува законот и сите тие работи да се инвестира. Не може да има ние побитни приоритети во однос на разноразни активности, а ова да ни е најмалов приоритет. Па според пресметките годишно умират и длатници во Македонија. Конкретно за Струмица ја ќе кажам, имаме 100 до 150 луѓе вишок, односно имаме екстра починати од оно што нормално би имале кога не би биле загадени. Тоа се 100 луѓе секоја година. Секоја година имаме екстра морбидност што не ја оправдува, што може да се спречи. А уште повеќе, да не зборам за тоа што го гледаме од публикациите на Институтот за јавно здравје. Не знам, Струмица да биде прва по број на регистрирани случаи нервни заболувања во цела Македонија. Значи имаме тука околу 233 613 заболувања нервни на 10.000 жители. Ова е катастрофа. Од што? Или циркулаторни болести за млади организми. Млад организам не може да има циркулаторни проблеми. Млад организам не може да има проблеми со нервите. Значи, зборуваме за млади деца, од бебиња до 18 години. Значи, Струмица во однос на таа популација води прво место во нервни заболувања, второ место во циркулаторни заболувања. Циркулаторни се крвоток, срце, артерии, артеросклерози, значи такви работи, зборуваме за млади луѓе. И седмо место е на неоплазми, односно канцери и тие работи. За млади луѓе зборуваме. Пошто? Што е тоа толку? Постојат корелации кои што нас ни дават некоја причина, но ние не сме стручни да утврдиме зошто е тоа така до крај. Но мене ми изгледа многу чудна тоа случајност, таа подударење, тоа во случајот со циркулаторните болести Битола да води со 400 да биде на прво место, Струмица да биде второ со 233 и после нејзе да биде Кичево со 213.
Битола има рек Битола, Кичево го има рек Осоме, а Струмица што има, треба да се дознае. Но нешто има. Не може да е ништо. Затоа што од друга страна светската литература, сите светски литератури укажуваат на тоа дека воздушното загадување прво нешто што го напаѓа е циркулаторниот систем, затоа што сите PM честички влегуваат преку дишните патишта, преку алвеолите во крвта. PM 2,5 честичка може да се најде дури во плацентата на неродените бебиња. Значи, до таму стигаат тие честички и таму делуваат. И што се случува кога ќе навлезе PM честичка во крвотокот, во крвните садови? Креира воспаление. Тоа воспаление утре ќе направи здебелување на тие зидови таму на крвите, на артериите, на вените, односно артеросклероза, што утре ќе направи други последици. Знаеме што тоа значи. Тоа значи удари, срцеви удари, мозочни удари, емболии, значи најлошите работи кои што имаат високо ниво на смртност. Зошто? Заради тоа што сме дишале загаден воздух. Добро, сосема за крај, кои се следните чекори на екоактивистите и на Здрава котлина како движење против аерозагадувањето во моментов? Ние се фативме на ова војна и ќе водиме до крај. Како што беше за рудникот, што не го пуштаме, така и ова ќе биде. Значи, Струмица мора да се промени. Струмица може и ќе се смени. Промената ќе дојде од сите нас граѓаните. Кој не сака да се промени, ќе си добие место на буништото на историјата. Струмичани ќе памтат. Кој не сака да се промени? Кој сака Струмичани да ги гледа загрозени? Кој сака Струмичани да им кажува приказни, а во исто време да ги труе или да не презема? Затоа што одговорноста доаѓа со презимање, а не со зборување. Вие, ако сте на функција, може да правите, но може и да не правите. И тоа е проблем. Значи, тоа е еден вид злоупотреба на службената должност и властување. И тука нема да имаме апсолутно пардон за никого. Па кој сака нека. Од најголемите почнуваме, значи ги фаќаме најголеми загадувачи во Струмица, ги спомнавме на протестот, сими презиме, и ќе одиме надолу сите, бидејќи рибата сепак смрди од главата. Но она што сакам да потенцирам најмногу, да, загадувањето доаѓа најчесто од сите нас, од нашите и да речем и од нормално загадување од она што се грееме на дрва и се тоа, индустријските објекти. Но на екстремното загадување доаѓа од корупцијата. Корупцијата е таа што најмногу загадува. Затоа што корупцијата предизвикува луѓето да не се сигурни во системот, предизвикува луѓето да се апатични, бидејќи гледат што се случува, а немаат моќ да реагираат, се плашат, заплашени се. Корупцијата предизвикува луѓето да се иселуваат. Ако сакаме да живееме овде, ако сакаме да имаме здрави поколења, ако сакаме да се бидеме свој на своето, ќе ги тргнеме и корупцијата и загадувањето. И почнуваме од највисоките ешелони па надолу. Не може ние да бараме одговорност од малите фирми, ако не големите загадуваат. Така да одгоре ќе си фатиме надолу. И уште нешто морам да кажам, граѓаните мора да бидат гласни. Излегува и ќе излегуваат во помасовен број, затоа што нема што да се плашат. Плашењето е контрапродуктивно. Затоа што ако гледате по однос на нештото, ете, сите политички партии излегуваат, значи сите се против тоа загадување. Нема зашто и граѓаните да се плашат. Така? Значи, тоа е поентата. Излезете и бидете гласни. Ви благодарам за разговорот.